Денеска сме во посета на армиските припадници кои што се распоредени на нашата јужна граница кон Грција. Еден дел ги посетивме во Богданци, каде што е еден од пунктовите, а сега сме тука на Богородица. Имавме брифинг околу состојбите со јужната граница, која што е стабилна, меѓутоа постојаното присуство и на армијата во поддршка на операциите на МВР покажува дека е ова проблем кој Македонија не смее да го занемари. Само во оваа година припадниците на армијата на Република Македонија успеа да спречат повеќе од 500 нелегални обиди за преминување на границата, а во претходните години кога притисокот врз границата беше и поголем, таа бројка е неколкукратно поголема. Сметам дека е важно, особено во овие денови кога се подготвуваме и за празници, едни завршија, други почнуваат, да изразиме нашата благодарност на припадниците на АРМ, кои што не се дома со своите семејства, туку се тука и извршуваат задачи со кои овозможуваат и на граѓаните на Гевгелија, на Богданци, но и на цела Македонија да спијат мирно и да не стравуваат и од оваа опасност по безбедноста или стабилноста на државата. Во разговори дискутиравме на кој начин овој систем да го подобриме, на кој начин да ја зголемиме соработката помеѓу различните институции и на кој начин да ја подобриме и опремата со која што располага армијата на Република Македонија. Владата покажа дека ваквиот несебичен и многу важен однос, сериозен на припадниците на АРМ знае да го награди. Минатата година платите на сите припадници беа зголемени за 10%, оваа година ќе бидат зголемени за дополнителни 5%, што значи дека прв пат практично имаме 2 години поред зголемување на платите. Ми беше задоволство што на крајот на минатата година успеавме да завршиме 2 многу важни процеси: обезбедување на чизми и униформи за припадниците на армијата на Република Македонија, но нашата цел е поставена многу повисоко. Да дискутираме за вистинска опрема, да дискутираме за модерни начини, не само на чување на границата, туку на работење на армијата. На тој начин ќе ја овозможиме на АРМ да биде подобра, на тој начин ќе се одолжиме и на нивната служба и на нивниот несебична работа за обезбедување на својата држава. Мирно! Поздрав! Налево!